Ако некој човек ја изгубил раката, ногата, способноста да гледа или слуша, неа губи способноста да чувствува, размислува, да носи одлуки. Лицата со попреченост треба активно да се вклучат во општеството, да се вработуваат и да придонесуваат за својата околина. Оваа јасна порака се испрати денеска до сите граѓани на меѓународниот ден на лицата со попречености. На овој ден ќе испратиме јасна порака. Ако еден човек ја изгубил својата рака, нога, способноста да оди, да зборува, да гледа, да слуша или се соочува со некој друг тип на попреченост, истиот тој човек не го изгубил своето образование, способноста да чувства, да размислува, да носи одлуки, да одлучува и затоа лицата со попреченост се исто толку добри родители, пријатели, колеги, вработени, како и лицата без попреченост, само дајте им шанса за поактивно учество за општествениот, социјалниот и политичкиот живот. За жал, предрасудите и бариерите се уште постојат и во 21. век и додека Велика Британија назначи слепо лице за свој амбасадор во Словенија, кај нас на лицата со попреченост им е многу тешко, да не кажам невозможно, да дојдат до работно место. Локалната самоуправа во Штип со проекти за подобрување на инфраструктурата работи на подобрување на условите за лицата кои имаат некаков вид на попреченост. Јорданов посочи дека тие треба да бидат вклучени во самото општество. Се трудиме да ја прилагодиме инфраструктурата за секојдневните потреби на лицата со одреден вид на инвалидитет, но секако дека вклучувањето во системот е нешто кое што е крајна цел, затоа што, како што напомена и претседателката, може би овие лица имаат одредени попречености, одреден инвалидитет, но од друга страна имаат компетентности да бидат вклучени во системот, во општеството и да допринесат да бидат продуктивни. Во склоп на одбележување на денешниот ден во спортската сала Јордан Мијалков во Штип се организираа и спортски игри под мотото Спорт за сите. Учество зедоа дечињата од основното училиште Ванчо Прке, од Искра Порака, како и децата од дневните центри во Штип. Со овој настан денес ја прославуваме силата, издржливоста и неограничениот потенцијал кој го имаат овие лица. Преку нивните уникатни способности, тие го редефинираат она што значи да се триумфира над предизвиците. Лицата со попреченост заслужуваат почит, достоинство и вклученост. Сите заедно можеме да направиме многу за овие лица преку истакнување на она што тие го можат, давајќи им шанса тоа да го покажат. Целта на ваквите активности е да се подигне свеста кај граѓаните кога се во прашања лицата со попреченост, истите да може да се вклучат во заедницата, општеството, да се вработуваат и одлучуваат.